Двете страни ќе покажат делот на каењето, делот на помирување помеѓу себе, подавањето на раци преку еден закон кој што јасно ќе направи дистинкција од насилството и учеството во физичкото насилство, како и осмислувањето на ваквиот процес кој што се случи во 27 април, од сето она што е надвор буквално од организацијата, осмислувањето или физичкото насилство што се случило. И во еден таков правец верувам дека помирувањето ќе почне од таму каде што доби поделбата кулминација, а тоа е 27 април. Денеска, како краен заклучок, дадовме и рокови до вторник, овие три подгрупи да се состанат, да ги разгледаат своите области на делување, да излезат со конкретни предлози и решенија, секој во своите домени и конечно да дадеме една динамика на целиот процес, бидејќи знаеме дека тоа е многу важно и како што кажав и многу пати досега, овие три процеси се поврзани, интеграцијата, реформите и помирувањето, и знаеме дека еден без друг нема да го дадат она конечното решение, а тоа е да застанеме на вистинскиот пат и еднаш за секогаш, како свесни граѓани, како свесни политичари, мораме да дадеме шанса на нашата држава да се движи напред.